Не изгорела универзална сала, туку ѓубре, односно градежен шут. Ова го тврдат и фирмата изведувач и министерката за култура. Тврдат дека изгорела стара иверица и челик, но на сликите кои ги покажаа на брифинг со новинарите се гледа дека опожарени биле и столчињата и подот. Нема објаснување зошто. Ако станува збор за отпад, тој бил чуван со години, а околу него се изведувале градежни активности. Нелогично, но тврдат дека неговото отстранување било планирано за во втората фаза. Позиција која требаше се работи во втора фаза. Се работи, прво да кажам, се работи реализацијата на реконструкцијата на универзална сала, се работи во две фази. Оваа фаза која е запалена припаѓа во втора фаза која дополнително. И од изведувачот Универзал Балкан и од Министерството за култура вината сега ја лоцираат во градоначалничката Данела Арсовска, која според нив ја закочила целата работа, па затоа на крајот дошло до пожар. 70% е демонтиран материјалот кој што беше во наша надледност да го демонтираме и да го складираме, да го isfрлиме шутот. Остана помал дел кој што дел е од првата фаза, како што кажа надзорот, ама е дел од втората фаза. У глобала, во универзална сала изгореа елементи кои што сите тие треба да бидат дислоцирани од тој објект. Све што беше вредно, све што имаше некаква вредност и за во музеј и за да може да се искористи, уште во 2021 година беше извадено од салата. Објектот не бил посебно осигуран, како што првично изјави министерката за култура. Осигурување има фирмата изведувач која важи за сите објекти на кои работи. Оттаму вела дека со тоа ќе биде надоместена штетата која настанала. За каква штета станува збор и колкав би бил износот, засега нема информации. Доправа ќе се проверува дали и новата челична конструкција попуштила поради високата температура од огнот. Таму веројатно ќе има вештачење и ќе мора да се испита постојната конструкција која треба, новата постојна конструкција. И тоа ќе го направат институти или кои ќе го прави, тоа дур не се покажи од коегзистенцијата на материјалот, на металот не е нарушена. Изведувачот вели дека во моментот во салата биле присутни 3 лица, од кои двајца мајстори и чуварот, кои првично се обиделе да го локализираат пожарот, но неуспешно. Инаку салата не функционира уште од 2017, реконструкцијата започна во 2021, непосредно пред локалните избори, но по промената на власта запре, бидејќи градоначалничката Арсовска сметаше дека проектот на нејзиниот претходник не бил доволно безбеден.